Почитувани гледачи на Автомагазин, срдечно добре дојде и топол поздрав од Женева. Месецот март, односно неговата прва недела, е секогаш резервирана за возбудување на 4 тркала. Иако општата клима во автомобилската индустрија кај некои компании, како што се, на пример, Volvo, Ford, Lotus и да не ги набројувам понатаму, е да не бидат присутни на големите автомобилски смотри. Но сепак Женева е кралица на саемите. И таа покажува и докажува дека саемите не се мртви, дека на саемите има можност за уште поголема иднина. Иднина која ќе им овозможи не само на учесниците, туку и на посетителите да доживеат во вистинска смисла на зборот, да го доживеат автомобилот и да видат до каде е стигнат развојот. Ние нема понатаму да филозофираме, туку ве покануваме да видите што регистрира камерата на Автомагазин на 89-та Женевска смотра на автомобили. Peugeot по втор пат ја запали Женева и тоа гори со оген во силна страст. Погледнете 208-ката, еден од најмалите модели на марката, но модел кој ќе донесе многу новитети во работењето на Peugeot. Имено, за иста цена ќе имаме Peugeot со мотор со внатрешно согорување и исто така ќе имаме Peugeot со мотор на струја, односно електромотор. Но тука не завршуваат новитетите од Peugeot. Првично, покрај истата цена, овие модели на западноевропскиот пазар ќе се продаваат на рати. Значи, вие нема да бидете собственик на овој модел, туку само ќе го изнајмувате. Кога тоа ќе се случи во Македонија се уште нејасно, бидејќи председателот на корпорацијата Карлос Таварес рече дека овој новитет првично ќе биде лансирана во Франција. Тест возењата на 208 ги очекуваме кон крајот на октомври, кога ќе знаеме нешто повеќе за ова прекрасно возило. Со концептот 508 Sport Engineered, Peugeot фрли ракавица во лице на германските ривали и покажа во кој правец ќе оди развојот на марката. Неговиот хибриден погонски склоп располага со 400 конски сили, од кои половина доаѓаат од 1,6 литарски бензинец, а другата половина од 2 електромотори. Пренесени на асфалтот преку сите 4 тркала ќе го забрзаат до 100 км на час за само 4,3 секунди. Кога пак ќе се вози питомо, ќе помине 50 на километри без капка бензин. Агресивно дизајнираната надворешност е зачинета со спортскиот интериер, во кој впечатливи се седиштата и мноштвото алкантара и карбон. Дали и кога ќе пристигне во продажните салони на Peugeot, останува да видиме. На штандот на Kia изостана новитетот кој требаше да биде поставен на основа на СИД и да биде спортско корисно возило, или пак, како сакате да кажете, кросовер. Но тука имаме еден друг новитет. Тоа е Kia Soul со електрично полнење. За жал не можам да го изведам полначот, но тој се става на предниот дел од браникот и, како што вели Kia, доволни се 4 часа полнење да се поминат 350 километри. Но, за жал, Kia одби да каже било што во однос на цената на електричниот Soul. Но, за следните неколку месеци велат дека овој модел ќе биде комерцијализиран во Европа и дека тогаш ќе се знаат цените. Дали Kia Soul на струја ќе дојде во Македонија, останува да покаже времето.
Кија поодлучно навлегува во електричниот сегмент. Новиот концепт, прикажан во Женева, е дизајниран во студиото во Франкфурт и визуелно треба да ги прикаже стремежите на марката на ова поле. Агресивните линии кои предизвикуваат емоции треба да ги доловат неговите способности, за кои од Kia се уште се воздржани. Место класични ретровизори има камери, а во внатрешноста се среќаваат дури 21 екран со висока резолуција. За жал изостанаа и конкретните детали за плановите за неговата иднина. Сепак во некаква сериска форма не треба да го очекуваме пред крајот на идната година. Mazda CX-30 побудува големо внимание на публиката во Женева, а како и не би кога изгледа многу атрактивно, но и со себе носи страшна технологија. Велам страшна бидејќи Mazda е прва во светот на автомобилските производители која ги направи бензинските мотори да бидат економични како дизелите со принципот на работа на компресија. Уште не е јасно дали Mazda CX-30 ќе стане серијски модел оваа година или ќе се комерцијализира до година, но повеќе од јасно е дека Mazda е на вистинскиот пат да ги освои срцата на публиката, не само емотивно, туку и комерцијално. Škoda. Simply clever. Имам 36. Не знам кога поминаа годините, ама добро се држам. За 2 часа го имам најважниот состанок во животот. Но прво, да си поиграм. Со новата Suzuki Vitara. Немав време да те видам од сите страни. Немав време да размислувам, ни да те спојувам со никој друг, освен со себе, во првиот миг. Ти ме освои. Затоа што првиот впечаток е најважен. Новиот Kia Ceed Vision за 13.990 евра. Kia Motors, Македонија. Text Eva. I miss you. Send. She called me up late last night, 3:15. Ви ја представуваме целосно новата Ford Fiesta. Веќе од 109 евра месечна рата.
едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. По американската премиера на европскот тло стигна и Passat. Неочекувано во варијант изведба, односно во караванска изведба, но тоа е затоа што популарноста на овој модел се базира во голема мерка и на незината караванска изведба, која во догледно време ќе има уште многу деривати, како што е погон на сите тркала, но и со електричен погон. Сепак, комерцијалната презентација ќе се случи за неколку месеци, кога во франкфуртскиот мотор шоу овој модел ќе засјае со полн сјај. На штандот на Volkswagen недостасува новата генерација на Golf, која беше најавувана пред неполни 2 недели, но тоа не се случи. Сепак, Голфот ќе има своја премиера во Франкфурт, а оние кои се силни поклоници на марката од Волфсбург ќе се задоволат и со студијата на багито, кое е далеку од реализацијата. Групацијата Volkswagen не остава ништо како игра на случај. Тоа го покажува и чешкиот дел на групацијата, кој во Женева се покажа со моделот Камик. Тој со својот изглед се дистанцира од останатата гама на Шкода, барем засега. Широкиот отвор во подножјето на браникот и двојните светлосни елементи се атрактивно решение на кое не сме навикнати од оваа марка. Динамичната силуета завршува со краткиот и подигнат заден дел со LED светла со повеќе функции. Опременоста треба да ги надмине рамките на сегментот, а информациите до возачот ќе стигнуваат преку виртуелниот кокпит. Понудата на мотори ќе се поклопува со онаа на Скала, која исто така е женевска премиера на Шкода. Но Шкода со студијата Vision покажува дека има и електрична иднина. Електрична иднина која изгледа доста атрактивно и доста богато, што се однесува до решенијата не само во ергономијата, туку и во олеснувањето на комуникацијата помеѓу автомобилот и возачот, но и нивната околина. Традиционално сместени спроти штандот на Volkswagen, шпанците го крадеа интересот на публиката со новитетите кои дадоа длабока перспектива во идната стратегија на марката. Иако очекуван, првиот електричен модел на Seat малку изненади со својот изглед. Ја има истата платформа како својот роднина од Волфсбург и со едно полнење на батериите може да помине околу 500 километри. Малку е повисок од него и благо кокетира со кросоверските трендови. Доста работи се уште не се јасни, но нема дискусија дека ќе ја промени пазарната позиционираност на марката. Со појавувањето на првиот собствен модел за Купра, веќе можеме да кажеме дека е самостојна марка. Плагин хибридниот Formentor ја има очекуваната купе кросовер форма и изгледа доста провокативно. Засега се уште се води како концепт, но некои големи разлики кај сериската верзија не би требало да има. Располага со 245 конски сили и автоматизиран DSG менувач, а само на струја може да помине 50 на километри. Спортските седишта се обложени со кожа, а дигиталната инструмент табла треба да биде стандардна. Во продажба ќе се најде до крајот на оваа година.
Во согласност со стратегијата, BMW електрифицираше неколку своји модели. Најголем меѓу нив е новата серија 7, која е опремена со хибриден погонски систем со 394 конски сили. Ќе биде достапна во 3 изведби кои ќе имаат електрична автономија меѓу 50 и 60 км. Истиот концепт, но со поголема батерија, се планира и за X5. За поскромните е намената серијата 3, која располага со 252 конски сили. Продажбата на новите хибридни модели на баварската марка ќе започне во текот на летото. Mercedes-Benz представи неколку нови модели, но на штандот на Мерцедес е нашата гордост, Славчо Таневски. Здраво, Славчо. Честитам на новото остварување. Што очекуваш од комерцијален аспект за твојот нов модел? Hvala mnogo, pa cijela shooting break je dosta uspešna. Se nadam da ga ne povtorim uspehot. Ima mnogo podobar dizajn momentalno, mnogo podobra tehnologija, podobra komunikacija sa vozačите, sa падниците. Мислам дека се тоа ќе допринесе за уште поголем успех на цела shooting break. Што е тоа на кое Славчо сега ќе почне да работи од нула? Па има многу проекти сега кои не можам да откријам. Меѓутоа, електрични возила, спортски, фамилиарни, да речеме, 2023-2022 може би ќе биде нешто. Што ќе биде со GLC Coupe? GLC Coupe добива освежување на сајмот во Њујорк за месец дена. Така да ќе имаме мал редизајн со новиот MBUX, оперативен систем во него, исто така секако и стајлинг освежување. Славчо, ти благодарам и ти посакувам уште успеси и триумфи на 4 тркала. Хвала. 3 години откако беше представен, Mercedes GLC доби ново руво. Изгледот не му е битно изменет и корекциите главно се на предниот дел. Светлата се помали и со LED технологија, зголемен е бројот на хромирани детали, а маската благо редизајнирана. Поголем број нови елементи се среќаваат во внатрешноста. Новиот мултифункционален управувач има копчиња чувствителни на допир, а главните функции на возилото може да се контролираат и со гласовни команди. Тука е и MBUX системот од А-класата, кој располага со 2 големи екрани. Унапредениот погон на сите тркала и електронско контролираното ослонување се дополнети со нови мотори со хибриден стартер генератор. e-tron семејството на Audi доби уште еден член. Засега е концепт, но од него ќе се изроди серијски модел со ознаката Q4. Планиран е за 2021 година, до кога неговиот дизајн сигурно ќе претрпи определено припитомување. Во оваа форма плени со впечатливата маска и осветлените e-tron надписи. Овој компактен купе кросовер има матрикс LED светла, дигитална инструмент табла и голем екран на инфозападниот систем. Погонската група се очекува да биде подсмирена верзија на она од серискиот Audi e-tron, кој има 2 електромотора со 360 конски сили и автономија од околу 400 км. Можно е Q4 да се појави и во изведба со конвенционални мотори со внатрешно согорување. Дека не мора да се има бесна премиера за да се привлече вниманието, покажа Audi со својата нова плагин хибридна гама. Германците подготвија вкупно 7 електрифицирани модели, на кои заеднички им се 40 на километри кои се поминуваат без капка гориво. Ги предводи A8, чија комбинација од 3-литарскиот V6 бензинец и електромотор на сите 4 тркала им испорачува 450 конски сили. Q5, A6 и A7 се на располагање во 2 изведби со 300 и 367 конски сили, од кои посилните имаат спортски стајлинг и модификувано ослонување. Нивната продажба треба да започне во текот на оваа година.
Единствениот автомобил што вистински може да го предизвика Голф според продажбата ја доби својата петта генерација. Не е толку стар, но желно беше очекуван, најмногу заради дизајнерското освежување што го донесе. Од сегашната генерација е задржано најдоброто, кое на еволутивен начин е освежено во духот на модерното време. Од Рено сепак велат дека најсилниот адут на Клио ќе биде внатрешноста, која е нова од темел. Се забележуваат големиот централен дисплеј, новиот мултифункционален управувач и дигиталната инструмент табла. Новиот Клио е поставен на унапредена верзија на модуларната платформа, која му обезбедува нешто подобра просторност. Откако го видовме во Франкфурт пред година и пол, Honda не ни сервираше многу информации за својот електричен модел наменет за Европа. Јапонците сепак вредно работеа и за тоа време го подготвија за пазарно лансирање. Со својот минималистички дизајн не враќа во времето на првата Honda Civic. Во сличен стил е и внатрешноста, во која доминираат едноставните линии. Неговото сериско производство треба да започне при крајот на годинава, а засега не е познато во кои верзии ќе биде понуден. Mitsubishi за Женева го подготви и редизајнираниот и подобрен ASX. Кај него веќе на прв поглед е јасно дека предниот дел од столбовите на покривот е сосема нов. Донесувајќи актуелната интерпретација на дизајнерското изразување на Mitsubishi, постигнат е модерен и динамичен изглед. Предните светла се со LED технологија, а целокупниот впечаток е доста посериозен. Во редизајнираната внатрешност се среќаваат поквалитетни материјали, а најголема новост се подобрата поддршка за поврзување со телефон и поголемиот екран. Под капакот на моторот се наоѓа познатиот дволитарски бензинец парен со 5 степен мануелен или 6 степен CVT менувач, а погонот може да биде на предните или на сите тркала. Suzuki Jimny е популарен во Македонија уште од неговата прва генерација. Имиджот на нескротлив теренец за пристапна цена го следи и во новата генерација. За жал, поради волуменот на европскиот пазар и побарувачката на Jimny во Западна Европа, во Македонија само 20 купувачи оваа година ќе имаат шанса да станат собственици на ова теренско возило. Неговиот изглед не би сакал да го коментирам, бидејќи би рекол колку што е грд, толку е и симпатичен. Но Jimny никој не го купува за убавина, туку за слободата која може да ја пружи на теренот. Nissan во Женева подготви концепт со кросоверски пропорции и чуден изглед. Вообичаено молчеливи, јапонците не кажаа многу за него. Истакнаа дека неговата ознака IMQ е кратенка за интелигентна мобилност, намерно испуштајќи да споменат што значи последната буква. Се доби впечаток дека не се сигурни во неговата иднина, посебно не со ваков облик. Затоа пак повеќе од сигурно е дека технологиите вградени во него ќе се развиваат за употреба во сериските модели на марката. Целата приказна околу него ја зачинија гласините дека тој всушност најавува кросовер кој би го заменил Juke. Пред 15 години Ратан Тата најави дека ќе моторизира Индија со извонредно ефтин модел кој ќе има мал мотор, мало загадување, но не многу простор во внатрешноста. По многу превирање на светскиот пазар дојдоа во мода електричните автомобили. Па, корпорацијата Тата ни дава една интересна солуција за електрично возило кое нема да биде многу скапо.
Altroz Electric Vehicle би требало да чини барем дупло помалку од неговите конкуренти кои се произведуваат под марката на европските и американските брендови. Дали ќе се случи револуција токму на ова поле и дали тата корпорацијата ќе пенетрира на европскиот и светскиот пазар токму со овој модел ќе се види во наредните години, но потенцијал во корпорацијата има. Незиниот собственик Ратан Тата е алтруист и сака да му пружи на светот што поевтин и поквалитетен производ. Ние му посекуваме многу успех во иднината и би сакале да имаме едно вакво електрично возило кое не чини многу пари. Volvo не учествува на салонот во Женева, но затоа Polestar е тука, со добра причина бидејќи го представи својот втор модел. Станува збор за лимузина со атрактивен дизајн која ќе биде сериозен конкурент на Тесла. Двата електромотора развиваат вкупно 400 конски сили, а со едно полнење на батериите може да помине 500 километри. Пластиките на браниците и од страна му даваат благ робусен изглед кој потсетува на крос-кантри моделите на Volvo, а сличен впечаток оставаат и предните светла. Иако почетокот на производството му е планиран за 2020 година, позната му е цената која ќе стартува од 40.000 евра. Како и првиот модел на марката ќе се продава исклучиво преку интернет. Чуда се случуваат во Женева. Гледајте оваа лимузина која делува како тенк. Да, изработена е во Русија и таа е долга преку 7 метри. Таа е замислена да биде државнички автомобил, но веројатно тоа ќе се случи и ќе биде во функција на господинот Владимир Путин. Големината и робусноста потсетува на конзервативните марки кои владеат во светот на луксузните возила и кои доаѓаат од британскиот остров. Но под хаубата на Аурус имаме 4,4 литрен битурбо мотор кој развива преку 600 конски сили. Да, може би е сличен на спецификациите на BMW, но нашите домакини велат дека моторот е развиен и изработен во Русија. Оваа лимузина изгледа импозантно, бидејќи има и ниво на пиротехничка заштита 12, што значи дека може да издржи директни удари од гранати, односно од ракетно пропелирани гранати. Исто така, цената не се знае, но велат дека ќе биде во рамките на своите конкуренти. Значи, може да очекуваме вака блиндирана лимузина да чини некаде околу пола милион до 750.000 евра, но ова се само шпекулации. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин и за директното обраќање од Женевскиот мотор шоу. Женева уште еднаш покажа дека автомобилите се уште во силен фокус на јавноста. Автомобилите се модерни скулптури кои живот значат. Па затоа се очекува автомобилските смотри да ја задржат својата позиција во светот на автомобилите и да го задржат својот престиж. Недоаѓањето на неколку марки на Женева не направи овој салон на автомобилите да биде помалку важен. Напротив, направи и отвори простор за многу марки кои до сега не можеа тука да изложуваат. Една од нив е Аурус, но има и многу марки кои употребуваат алтернативни горива или пак алтернативни начини на движење. Исто како Аурус, бидејќи тој е и хибриден модел, тој има и електромотор.
Иднината припаѓа на еколошки чистите автомобили, а во Женева нив ги имаше многу. Она што пропуштивме во ова издание сигурно ќе го прикажеме во следното. Останете во добро расположение и здравје и следната средба со нас е за 7 дена на истата фреквенција и во истото време. До гледање.